Ѓаолот и куменџијата, чита Александар Станојков. Имало еден куменџија калпазанин во некој голем град. Ќе приготвил стребро да направи некому прстен али обетки али белезици и веднаш ѓаолот ќе му шепнел во левото уо и ќе му речел: "Море, не биди будала бре куменџио да му правиш од стребро прстења и обетки. Бакар, чукај му и прај му. Обели го со тоа стригија и ете ти стребрено. Така се печалат пари, а не од стребро да му правиш. Кој што ќе ти нарачат и ти голем аир ќе видиш. Не само од стребро, ами и од црма. Кој да ти донеси некој, пак ти да не му правиш чисто. Ами мешај му го со бакар, со пафон, со туѓа и прај му што да сакат. Така и од злато, која да ти дојде некој, мешај му го. Да после ќе видиш колку пари ќе спечалиш. Обиди и тогаш ќе ме поверуваш и ќе ме Бог да прошташ." Не само еднаш му шепињал ѓаолот на куменџијата, ами секој ден кога ќе правел нешто некому, али пак азар ако правел нешто, сада од бакар ќе го направил. Од ден на ден се напредуел во калпазанджилако, што уште еден другар како него немаше. На рамиите тој бил баш арамија и спечалил пари отколку што неќел. Во тоа нешто ѓаолот беше си го усвојал куменџијата, Ардама се боел да не нешто му текни и се покаи од тој арамилак што го правил, таа измислил еден маривет ѓаолот да направи да го обесат куменџијата. До тогај ќе беше веќе на дно на вечна заедно со него. Издумал ѓаолот што да му направи и му се направил едно утро при куменџијата на момче препрен, таму се приказал за куменџија, ами тој бил некој голем мајсторлук што знаел. Можел се што има на векот да направи. Остајоти се можел да направи, ами можел да претопува стари луѓе и да и правит млади момчиња од 25 години. Ете, тој маривет има мајсторе, му рекол ѓаолот на куменџијата. А ако сакаш да бидеме ортаци и да се нагрстиме пари незнаени, само од луѓе што ќе претопувам, што пари ќе земе, знаеш ли не знаеш? Кога чу куменџијата тие збори од ѓаолот, ошу на ѓелди, демек арно му дојде, и се здружи со препрениот ѓаол на човек, та си седнал ѓаолот вздуќан при куменџијата и ватил да работи, да прави нешто од жив бакар, асли како што правил самиот куменџија. Така да од бакар да правиш, му рекол куменџијата на ѓаолот. Ети, јас се така си правам. Така, ами како? Зар со прајна сакаш да печелиш на овој век пари? Му рекол ѓаолот. Кога ватил ѓаолот да прави работи како со рака да не беа ватени, толку бе и беа биле. Се чудел куменџијата на мариветот негов. По малце време извоил еден збор ѓаолотот и можел стари луѓе да и претопит и да направит на млади. Од збор на збор се расчуло по старците и некој се престрашил, таму ошол кај куменџијата и се пазарил за да го претопит. Мајсторе, јас сиот маривет од сребро што го знам, му рекол ѓаолот, ќе ти го кажам. Само за стар човек да претопувам не ќе ти кажам. Немој нешто атар да ти останет, му рекол. Вечерта беше го заптисал стариот на дуќан и на права полноќ надошли и друзи ѓаоли, та запалиле еден силен оган сред дуќан и си го изгореа старецот што ќе го претопуваше и уидисале еден од ѓаолите да прилегне на симата негова, та утрото му го дал на сина му од стариот подмладен на момче. Кога го видел сину, внуците и сите домашни луѓе, беше се израдувале едно чудо, оти стариот беше се подмладил. На сите ѓаолот на име му викал и се што имале дома му знаел и од тоа нешто не било чаре да го познат од тие ѓаол, ами го чинеле стариот подмладен. Со стотици старци иделе кај претопениот стар да го видат со очи и да го прашаат дали е вистина подмладувањето од куменџијата што го подмладил него. На сите му кажувал и уверувал оти вистина го претопил. Од кога се уверуваа мнозина старци, ошле кај куменџијата и се пазариле да се претопат од стари на млади и на сите му праќал ѓаолот по еден ѓаол да прилега на симата на старците што изгорувал. Чул садријазмот од Ифријан куменџија престопил многу старци и подмладил. Бидејќи садријазмот стар, отишол и тој и се пазарил да го претопат. Мајсторе,
му рекол ѓаволот на куменџијата. Ја веќе утре си одам. Ноќеска ќе го претапам уште садријазмот и после с Богом ќе ти речам. Дај сега да си видиме есапот и да си го делиме чарот. Бре го молил куменџијата, бре го колил да седи, аир етмес не седел. Ноќта ќе го претопува садријазмот. Голема мака му било на куменџијата, оти да не се научи тој да претопува старци. Сусул беше се вкачил горе на таван и нашол една дупка куменџијата за да гледа како ќе го претопува стариот садријазам. Таман на полноќ беше запалил еден силен огон ѓаволот и го шукнал садријазмот во огонта, беше го изгорел. Гледајќи од дупка куменџијата дал вик: "Што стори бре калфа, го изгоре човекот?" "Еди мајсторе," му рекол ѓаволот, "ами зашто да гледаш угоре и да го човекот да се стори изгорја?" Слегол од озгора куменџијата и кога гледа, садријазмот изгорен. "Ами сега бре калфа, што џуап ќе даваш на царот?" "Тоа гајли и џуап," му рекол ѓаволот, "твое ќе биде, јас сега си одам." Тоа му рече и се излезе од врата надвор да си отиде кај ѓаволите. Уште од ноќ дотрчале од кај садријазмот своите да го земат претопен, ама го најдоа недотопен. Го грабнале куменџијата и го однеле на суд. Во истото време беа надошле кај судот сите куќи кај што имало престопени старци да кажат оти подмладените старци им се изгубиле од по дома. Кога го узна судо оти бил таков куменџијата, заповедал да го обесат на место и беа го однесле до вешалото. Во истото време поминал калфата негов со една колато арена со искинати опинци. Едно го видел куменџијата калфата, го помолил да му поможи за да не го обесат. Море мајсторе," му рекол ѓавол, "ја цела кола опинци искинав дури да те донесам на вешало, да сакаш да те куртулисам. Ела, качи ми се на рамо, за побрго да ти ја најамчат јанката." Ете од ѓавол добрина.